Планинарите и воопшто сите љубители на авантурите во природа од нашиот крај и пошироко, традиционално и годинава се соочија со еден од најголемите и највозбудливите предизвици. Како што и претходно беше најавено, на 17 мај се одржа меѓународната планинарска трансферзала 4M, насловена како по патот на една легенда од 11 век, која ги следи стапките на пустиножителите Свети Јоаким Осоговски, Гаврил Лесновски, Јован Рилски и Прохор Пчински. По 16 пат, младите и повозрастните ентусијасти и покрај прогнозите за врнежи се соочија со 44 километри пат на првата македонска брендирана планинарска патека. Станува збор за една од ретките и најатрактивни патеки во земјава, која од манастирот Свети Гаврил Лесновски до Свети Јоаким Осоговски се протега преку убавите планински предели на Осоговието. Идејниот творец и практичен реализатор на оваа акција, нашиот сограѓанин Стојанче Величковски, на овој начин неуморно продолжува да ги афирмира исконските убавини и традицијата на нашиот крај. Веќе повеќе од деценија и пол планинари од нашата земја и странство ги запознаваат пределите на овој дел од Балканскиот полуостров, следејќи го патот на четворица светци. Со многу символика и љубов, Величковски сиве овие години ја раскажува оваа скапуцана историја. Секоја година со секое ново искуство ние сме побогати, но ова година трансферзалата се одвиваше во многу тешки услови. Водостојот на реките беше енормно зголемен, како што и знаеме, како што и медиумите известуваа во регионот, така да во досегашните услови во фазата на пријавување секогаш сме имале присуство од 50% на акцијата. Годинава имавме само 20% учество од пријавените, токму заради тој проблем. Оваа година, за прв пат, ние се прилагодивме, како што впрочем и пишува во поканите, дека се прилагодуваме според условите на самото изведување на трансферзалата, така да за прв пат оваа година не ја прегазивме реката, заради тоа што не сакавме да се изложиме на ризик, така да до година најверојатно пак ќе одиме таа патека, но и покрај тоа што не одевме по стандардната патека, оваа година екипата која што беше присутна беше многу компактна, така да стигнавме со второ најдобро време во изминатите 15 години. Оваа година стигнавме за 11 часа и 45 минути. Според легендата од Изгресонце до Зајдисонце ние пешачиме, оваа година стигнавме малку порано, така да имавме можност да направиме заеднички фотографии, имавме можност да се одмориме, имавме можност да ги споделиме доживувањата и имам можност преку вас да им заблагодарам на сите што беа и на сите што се колебаа, така да, како што впрочем и неколку години ни се случувало, бидејќи одиме во еден специфичен правец, одиме на една вододелница, имавме можност да гледаме како во Крива Паланка врне. Нас не одмина дождот. Имавме можност да гледаме како врне низ долината на Злетовица. Нас повторно не одмина дождот, така да звонеа телефоните да не прашат како ние кажавме дека се разминавме со облаците, дојдовме на ова со еден збор. Времето ни дозволи да уживаме, ние бевме храбри, ја изведовме акцијата без ниту единствен проблем. Се надевам дека до година ќе имаме помасовно присуство, се надевам дека до година ќе бидеме заедно со сите наши поддржувачи. Појдовната точка на патеката е манастирот Свети Гаврил Лесновски, од каде се тргнува на Изгресонце, по собирот под 6-вековната црница и кратка презентација од страна на водичот Стојанче Величковски. Од тука, минувајќи низ приубавите и живописни предели на овој дел од Осоговието, низ патеки се минува преку Слетовска река, чиј водостој е значително зголемен, поради што годинишнава рута беше деломно променета.
Патот продолжува кон Емиричка река, каде се појадува, пошто дел од турата минува и по асфалтниот пат, изграден за потребите на браната Книшево. Во продолжение, по планинските патеки, долината на Кучешка река, Конопничка Бела вода, па Костадиница, каде е вториот нивен оброк, информираше Величковски. Оттаму, по совладувањето на највисоката кота на патеката од 1645 метри, планинарите се спуштаат кон Дурачка река и Корија и кај Бела вода, и потем се пристигнува кон манастирскиот комплекс Свети Јоаким Осоговски. Токму на квечерина, кога ја освојуваат крајната цел, планинарите во преубавиот амбиент на нашиот манастир имаат можност да се одморат, да вечераат и секако да ги споделат своите впечатоци и искуства од целодневната авантура низ планините. Оние кои ги се прашавме видно беа физички уморни, но затоа пак ни кажа дека чувството и искуството од еден таков ден, кога човекот има можност да се надополни со природата, се неописливи. Какво е твоето искуство од денешното пешачење по трансверсалата 4М? Па за прв пат неподготвен, малце супер, малце изморен, болки во нозете, ама нема никаков проблем. Така, какво е чувството да си изоди патот на една легенда од 11-тиот век? Па духовно ослободен и психички помирен. Така, дали сакаш да споделиш некои моменти од пешачењето, од патувањето? Да. Непријатности, анекдоти со другите? Непријатности нема. По пут не иде една подковица, ама какъв съм баксус, тая половина. И тргнавме са бајлето во 4 часа тука од Крива Паланка и доследно стигнавме во Лесновскиот манастир, значи не знам, околу 6 часот. Заклучно со некои тука повремени предавања околу самата легенда за тоа што како биле основани тамошниот манастир и тука овој манастир Свети Јоаким Осоговски. Се упативме околу 20 до 7 и турата, како тура беше не толку многу напорна, но временските услови си го направија своето и еве, после 11 часа и 45 минути сме тука, заедно сите оние што бевме на храбрите, што тргнавме, значи и покрај сето тоа што ни го принуди времето. Мислам, не беше во контекст со прогнозата, затоа што прогнозата налагаше дека ќе се случи нешто сосема спротивно од тоа што имавме само една неприлика, затоа што не фати град. Тука правевме мала пауза и после тоа пак се упативме. Мислам, попатно правевме 3-4 паузи и ета така, добро стасавме тука. Сега, кога ја освоивте целта, какво е чувството да си изоди по патот на една легенда од 11-тиот век? Па реално за мене представува задоволство затоа што прв пат учествувам. Сум учествувала на многу мемориални маршови, но конкретно за овој што се организира од Лесновскиот до Осоговскиот манастир како трансверзала 4М, позната тука, ми е едно плюс искуство кое што верувам дека треба секој, барем млад и активен човек, да си го приушти сам за себе. Ова ми е 6-ти пат што дојдам тука, така да секој пат е нов предизвик, бидејќи се менува амбиенталната клима и бидејќи се оди по живописна патека, така да секој доаѓање е доста возбудливо. Така, после вложениот напор се совлада целиот овој терен, значи е прекрасно задоволство, нели, кога ќе човекот дознае или кога ќе спознае дека направил нешто. На сите учесници кои беа храбри и се одлучија на овој потек, без оглед на временските прилики, организаторите им доделија благодарници за учество. Се на се може да се каже дека овие ентузијасти од нашиот град и регионот се вистински афирматори на природните убавини на нашата татковина, при тоа уживајќи во најздравата физичка активност која се одвива во природа. Останува следејќи го примерот на Величковски. Секој од нас да најде миг во стресното секојдневие и подобро да го запознае родниот крај, за повеќе да го цени.